Единствена шанса за Либан е да спроведе демократски избори, реформи на финансискиот сектор и расчистување со корупцијата и профитерството. Вака размислува Майкл Кранц, американски новинар кој известувал за многу медиуми, меѓу нив и Ал Джазира и Фокс. Експлозијата во Бејрут ме шокираше бидејќи беше многу голема и близу до најпопуларниот дел од градот. Тој вели дека сликата од Бејрут е потресна. Секој ден на улиците гледав како питачат луѓе кои никогаш претходно не го правеле тоа. Сиромаштијата во Либан рапидно се зголемува. Се проценува дека 60% од населението живее на работна сиромаштија. Кранц вели дека Либан е во сериозна криза веќе година и половина. Често нема електрична енергија. Многу луѓе немаат средства ниту за основните потреби. Цените на храната растат, а валутата е девалвирана. Негова специјалност е економијата во регионот. Пишувал за кризата во Либан и како тоа се одразува на животот на луѓето во оваа држава. Револуцијата уште од октомври ги извади луѓето на протести на плоштадите во центарот на градот, но мислам дека уште поголем удар беше девалвацијата на валутата која ги погоди сите, и богатите и сиромашните. Неопходниот увоз стана отежнат или невозможен. Сликата е усложнета со широко распространетата корупција, вели Кранц. Во Либан се функционира преку врски, политички, економски, семејни. Без нив не може да се најде работа или да се заврши успешно било каква работа. И во такви услови се случува експлозијата. Амониум нитратот бил складиран таму и не бил преместен на безбедна локација, бидејќи изгледа дека надлежните сакале да го препродадат за профит. Реномираниот новинар и познаваш на состојбите во регионот ги покривал и терористичките напади во Триполи минатата година, протестите на опозицијата и револуцијата.